одиме на меѓународната политика, бидејќи е тоа нешто со што ние секојдневно се занимаваме во нашите утрински брифувања. Ако ќе го видите колегата Дејан Андоновиќ, тоа значи дека токму за тоа и ќе говориме. Дејан, што е она што е најактуелно во изминатите 24 часа на големата светска сцена политичко-обштествена? Покрај коронавирусот и вакцината која доминира, сакале ја признаеме или не, нови соеви, нови мутации излегуваат, некои црни сценарија, вакцините ќе ги покријат или не, сепак се враќа полека онаа кондиција на Вашингтон, односно новиот претседател Џозеф Бајден, откако е инаугуриран, нели ги помина оние први денови да види што е и како, започнува некако офанзивата, би рекол. Тоа започна од вчера конечно, кој се земе во предвид дека Џозеф Бајден разговараше со неговиот кинески колега Си Џинпинг, каде што му се закани буквално дека Кина ќе има сериозни последици бидејќи ги крши човековите права. Пред се одесува на оние ујгури, она муслиманско население во Ксиџијанг, нивната провинција, каде што Бајден му порача на Си Џинпинг преку во телефонски разговор дека Кина не може да биде велесила, тие може да одат напред, може технолошки да се развиваат, може и армијата да ја развиваат, но дека се додека ги кршат човековите права, нема да бидат велесила. Се чини дека во стар манир, ако се земе во предвид дека неговиот претходник Доналд Трамп имаше многу поотворена конфронтација со Кина, некако сега и Бајден ја отвара таа нова конфронтација, што само кажува дека Соединетите Американски држави ја следат онаа политика да ја спречат Кина да стане најголема суперсила според проценките во наредните 15 на години, како што се вели. Оваа најава на Бајден некако доаѓа во исто време кога Американското министерство за одбрана и пред се Пентагон излегоа и јавно ја обвинија Русија дека со својата агресивна политика ги станува сериозна закана за НАТО и за членките на Алијансата. Се вели во, малку ми е тоа, сега јас морам да искоментирам и смешно, каде што тие велат дека Русија користи воената сила за да ги оствари своите лични интереси, на некој начин алудирајќи дека тоа истото го прави, нели го прават сите велесили по Соединетите Американски држави. Тука се надодава и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој вели дека НАТО планира со добро или со лошо да ги развива односите со Русија и дека нема да ја дозволат со својата агресивна политика да се ги шири своите влијанија. Тој пинг-понг што настана во последните 2-3 недели помеѓу Русија и Европската унија, помеѓу НАТО и Русија, помеѓу Русија и Америка и така. И Европската унија конечно имаше последици. Очигледно е дека сите се во подготовка на како да кажем, на започнувањето на новата ера во меѓународната политика со доаѓањето, со враќањето на нормалноста во Белата куќа, ако е Џо Бајден представник воопшто прифатник. На една Америка која имаше традиција до пред 4 години да ја води таа политика. Ми се чини дека сите ги подигаат влоговите и Москва, и Брисел, и Вашингтон и така натаму, пред да почнат во суштина да разговараат за било какви преговарања. Преговарачките позиции ги прават, само што овој пат и Пекинг во игра. Кога сме кај Пекинг, јас морам да кажем, кога бидејќи спомнавме ујгури и така натаму, воопшто во Кина, која се разбира огромна земја, луѓето не верувам дека разбираат и за колку милиони луѓе станува збор кога се говори за овој вид на религиски малцинства, бидејќи и официјалните податоци за Кина кога се муслиманите во прашање се многу проблематични. Тие се третираат официјално меѓу 3-4-5 милиони, официјално се 4, али тоа е многу повеќе. Некои проценки говорат дека се можеби 70 милиони и така, тоа човек не може никогаш да го знае, а ујгурите кои што се една туркофилска, да кажеме, наструја и така натаму, тие се проценуваат на негде околу 0,3% од вкупната популација на Кина, но и тие цифри се исто така проблематични. Сега, да се биде 1% од 2 милиарди луѓе, отколку да се биде 1% да речеме од 2 милиони. Ујгурите подолго време се таму под притисок на комунистичката партија на Пекинг, како што самите велат. Самиот Пекинг од друга страна стравува дека тие ујгури се под влијание на турската разузнавачка служба. Ако се земе во предвид дека Турција членка на НАТО, Кина секогаш се обидувала
на нив да ги притисне за да не можат евентуално да ги злоупотреба тие релации на Анкара со нив, бидејќи се туркменстанско Таму има и население. уште неколку други нијанси, каква е нивната географска разместеност, бидејќи дел од овие населенија живеат на границите на Кина со другиот свет и тоа представува особено една порозност во смисла на безбедносно-политички некакви критериуми. Сакам да кажем, не е таа приказна едноставна. Не е едноставна ниту Комплицирана е за уопште кинеските Кина власти, како- ниту за да. меѓународната А тука ќе ги ставиме и тибетанците, да подсетам И дека и така со нив натаму, и има така проблем. натаму се разбира. Така да, Џозеф Бајден изненадувачки според многумина аналитичари, па и според мене лично, многу остра реторика вчера буквално му се закани на Кина дека ќе има последици. При тоа нормално во новинарските извештаи напишува какви последици. Џозеф Бајден како да се обидува да ги коригира сите падови на американската надворешна политика што се случија за време на времето на владењето Трамп, да. Трамп и се обидува да внесе, да поврати некои од позициите кои што ги има, бидејќи особено кон Кина и кон Русија Трамп водеше една релативно хаотична политика без јасни интенции што сака да постигне. Да, правеше хаос, не знаевме, секој ден нели ги анализираме задниве 2 години, буквално ден во ден им се менуваше што не е одлика на една сериозна дипломатија. Во секој случај дека Бајден се обидува нели со големите сили да постави нови правила и да се пресмета, поранешниот претседател Трамп не можеме да го изоставиме, тој продолжува да се пресметува со својата, би рекол, републиканска партија, односно со Мич Маконел, лидерот на републиканското малцинство во Сенатот. Тој почне со лични квалификации да го навредува, да му вели дека тој освоил 70 милиони гласачи како ниеден претседател кој се борел во втор мандат. На Мик Маконел му вели дека он освоил и поради тоа тој е сега во Сенатот. Значи една пресметка со некои сенатори од републиканската партија кои не му дадоа поддршка на Трамп. Јасно е дека Трамп се подготвува да се врати на политичката сцена. Но Дејан, морам само и да привршуваме во една реченица. Вчера прочитав некако сведоштво на еден од соработниците на Трамп кој што вели дека тој се сомнева дека Трамп појавува први знаци на деменција. Ние понекогаш забораваме колку возрастни се Лидерите кои го водат светот, да. водат светот. 74 години има. Па тоа значи дека додека Трамп дочека да повторно се кандидира, Има колку што Бајден има сега. Сакам да кажем, тој ќе биде близко 80 години и можеби некакви природни околности во смисла на здравје и така натаму ќе го попречат тој проект за кој еден добар дел од американците се надеваат дека ќе се спроведе, а тоа е растурањето на републиканската партија на повеќе фракции, од кои што веројатно најсилна ќе биде токму оваа на Трамп. Добро, Дејан, јас мислам дека е доволно за оваа утринска доза на меѓународна политика.